Само за момент да споделам. Добро. Чудовани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z. Денес разговор ќе водиме со мощна интересна личност за мене, а кога за мене е интересна личноста, верувам дека ќе биде и за вас многу интересна. Исто така сакам да ве поздравам и вие кои не следите на социјалните мрежи, на Фејсбукот, на YouTube и на Rumble. И на мене останува збор за Панче Коцев, по потекло од Грацко, а инаку неговата професија е криминалист, магистер на безбедносни науки. Исто така е писател. Станува ова интервју ќе го водиме исклучиво на друга тема, тоа ќе биде за Александар Македонски, односно неговата книга која неодамна излезе од печат, а пак беше промовирана на 27 октомври и денес ќе има уште една промоција. Панче во Кавадарци, јас тоа како вовед сакам за вас, почитувани слушатели, да го кажам. Интересно ќе биде да откриеме, односно да ни каже Панче за што станува збор. Најнапред, добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма. Добар ден, фала што добро ме најавивте. Кој што кажавте вие, во меѓупериодот имам напишана една книга која веќе се промовира, помине една промоција, се закажуваат втора, трета. Книгата се вика Потрага по загубениот гроб. Во Потрагата по загубениот гроб пишувам за потрагата по најголемиот македонски крал на сите времења, Александар Македонски. Не само македонски, најверојатно и најголемиот крал кој што некогаш живеел на планетата Земја. Човекот кој што ги создал пред 2300 години процесите кои до ден денеска ние ги следиме, процесот на глобализација. Само за момент јас ќе сакам да ве прекинам тука. Ќе ми простите, јас така ги водам и интервјуата, пак само за момент да видам. Да, овде имаме сликата, имаме од ја гледате сликата од гробот, од саркофагот? Да. Да, ја гледате. Најнапред, јас ќе сакам да ја ставам книгата. Добро, само уште еднаш подолу да одам. Простете ми, почитувани слушатели, и вие кои не следите, бидејќи станува збор за, сметам, за едно убаво дело. Еве го имаме Александар Македонски, ќе одам понатаму на другата страна. Еве ја книгата на Панче Коцев. Панче, јас ќе морам малку да ве вратам назад со разговорот, затоа што ме интересира која беше, кој беше поводот да ја напишите оваа книга за Александар Македонски, кој толку години наназад цел свет го знае на некој начин во Македонија. Еден мал дел од македонците како да се откажуваат од Александар Македонски. Вака. Мислам дека никој не се откажува од Александар Македонски, сите се поврзуваме со него, но тоа се други теми. Тоа што мене ме натера да ја напишам книгата е баш податокот што историјата од секогаш беше мојот омилен училишен предмет. Како ученик секогаш се надпреварував на надпреварите по историја и во моментите додека студирав и претходно дека бев средношколец, летата, секое лето работев на Жешките песоци на археолошкиот локалитет Стоби, кој што се наоѓа веднаш до моето родно место Грацко, каде што израснав. И ако сте вие од Грацко, Стоби ви е во дворот, да не сакате историја, нема шанси. Додека останатите работеа на археолошкиот локалитет Стоби, јас времето го користев да разговарам со археолозите, да дискутираме за археологијата, за нашето потекло, за ДНК-та, за генезата која што имаме ние. Имав среќа
да разговарам со едни величини од археолози, историчари, луѓе од кои што студирале историја или историја на уметноста. Добив голем број на сознание од нив, па така да во еден дел од книгата има една добра приказна каде што еден млад водич, го именував Марко, води група на туристи низ археолошкиот локалитет Стоби. И на тој начин јас го представувам археолошкиот локалитет Стоби на сите луѓе кои што никогаш не биле и не го посетиле Стоби. Тоа е еден дел од приказната, сакајќи да бидам малце локал патриот и мојата околина, историјата на мојата околина да им ја пренесам на читателите. Од другата страна, гробот на Александар Македонски е едно од најголемите неоткриени мистерии на денешницата и на минатото. Тоа е оваа слика што ја гледаме пред нас. Тоа што го гледаме на сликата е саркофагот кој што е на Александар, крстен е саркофагот на Александар и пронајден е во Сидон, во Ливан. На него има 4 перспективи, 4 слики, на секоја од нив го има Александар. На две го има во како тој лови, а на другите две слики го има во представа во битка. Значи ова едната страна ја гледаме само, овдека имаме битка, како Александар прво се бори со персиците, а од спротивната страна ја нема никаде таа слика, не можеме да ја видиме, треба да се оди во музеот во Истанбул, имаме како Александар заедно со персиците се бори против други народи. Од спротива, на малите местенца пак ги имаме истите перспективи, но го имаме Александар во лов. На неколку од сликите друштво му прават Хефестион. Се гледа дали може вака да ни го објасниш ова Панче? Да, ова е битката против персиците. Ова е најверојатно представа на битката кај реката Ис. Така. Да. На сликата се гледаат тројца македонски коњаници, едниот е Александар, другиот е Хефестион и третиот е Пердика, човекот на кој што Александар на смртната постела му го предава прстенот. Единствениот што е жив во моментот кога Александар починува во Вавилон. Значи, пронајден е овој саркофаг во Сидон, пак ќе кажам во Ливан. Денеска се наоѓа во Националниот музеј за историја во Истанбул, но се наоѓа таму заради тоа што во времето кога е откриен и Ливан, како и Македонија, се дел од Отоманската империја. Најверојатно не станува збор за гроб на Александар, бидејќи е пресиромашен за една величина, за еден таков крал. И заради тоа што пред се историчарите кои што после Александар творале, као Квин Курти и Риф, пишуваат дека саркофагот е изработен од злато. А веќе го знаеме, саркофагот кој што е пронајден на Филип II во Кутлеш, тој е златен. Кога Филип, кој што исто така бил величествен крал, имал златен саркофаг, но ај поседувал само Македонија и источниот дел од Европа, Александар кој го имал целиот свет на своја рака, замислуваме како би бил неговиот саркофаг. Колку би бил поубаво украсен, помодерен и побогат. И голем дел од оние, како да ги наречем, дивокопачи кои што трагаат по тоа богатство, не трагаат по Александар, туку трагаат по богатствата за експресно да се збогатат. Сега, луѓето во мојот роман, значи, за да го представам јас, да ја представам по трагата по гробот, направив една историска фикција, каде тројца македонски археолози, двајца од нив се од диаспората, двајцата се професори на археологија во Соединетите Американски држави, на универзитети во САД. А едниот е од Скопје. Се обединуваат после 20 години од студиите и со обезбедени на финансиски средства, повторно на луѓе од македонци од диаспората, почнуваат да вршат потрага. Тоа бил нивниот детски сон или студентски сон. Нели, сите како студенти имаме сонови, летаме, но некои ги забораваат. До некаде ги има и овие момци заборавено, но после 20 години се обединуваат и решаваат да го остварат својот сон. Почнуваат со истрагата. На почетокот, како тие во истрагата... Можете интересно од каде таа идеја од иселеништвото македонците да бидат? Македонија и диаспората, тоа е нераскинлива една, како да кажам, и Александар своевремено ја напуштил Македонија и тој бил диаспора. Излегол од Македонија како млад, потоа заминал на исток и ако гледаме реално, тој 10 години бил надвор, тој бил иселеник на некој начин. Ја ширил својата територија, градел нова империја, но не бил во матицата. Но секој кој што е надвор, тежно е да се врати кон матицата, дали привремено, дали за секогаш. Така да сметам дека тоа диаспора, кога ја напушташ твојата земја, ти ја напушташ од
најразноразни причини, но никој не би сакал да ја напушти кога би било секако што би треба да биде. Или па, доколку не ја напушташ како амбасадор, да шириш македонизам надвор од својата земја. Таа идеја ја добив баш тука и сметам дека, еве, Петроградската дружина, каде што бил Чуповски, после македонските револуционери, исто така, во Лозана, во Женева, го почнале и ослободувањето на Македонија од Отоманската империја. Диаспората секогаш играла клучна улога во Македонија и македонизмот. Само сега што сме подценети последните 7-8 години. Мислам дека ќе се реши и тој рез ќе се реши, се е привремено. А дали има нешто лично биографско во вашиот роман? Односно во вашата книга? Па нешто лично биографско нема, освен тоа што младиот водич кој што го спомнав на Песоците во Стови е представен дека е од Градско. Значи морав тука да го испочитувам и моето родно место. И јас бев водич во Стови, и јас сум од Градско. Ако нешто има биографско, тоа би било само тоа. И биографското е тоа што поголемиот дел од местата кои што се опишани во книгата, јас ги имам посетено и лично сум ги видел и не пишувам, како да кажам, не фантазирам. Локациите кои што се наведени, исто како историските податоци се точни факти кои што треба секој да ги знае доколку не ги знае. Добро, за кого е наменета вашата книга? Па книгата е наменета за секој еден што сака историја, секој еден човек секој македонец пред се, веќе внатре има голем број на приказни и на историски лекции кои што не се учат на часевите по историја, бидејќи кога ние учевме по историја поготово за античка Македонија имавме 10 до 20 страни во учебникот. А тоа се премалку да се опише само еден карактер, еден Аристотел или еден Филип, а не па Александар. Така, доколку некој сака да знае, јас овде во мојата книга, која што не е мала, туку е 458 страни, ги опишувам преданија, локални легенди, митови за Александар, но и точни вистини, почнувајќи од приказните што античките историчари ги пишувале за него. Сега, нажалост, не само јас, никој ги нема книгите на Калистен, внукот на Аристотел, кој што патувал заедно со Александар и чии што дела се наоѓале во Александриската библиотека, но знаеме дека таа била уништена и со нејзе и делата на Калистен. Добро, може нешто да одделите некои од вашите забелешки што имате запишано за нашите слушатели да пренесите? Од митовите, од раскажувањата, од херојствата и така натаму, сигурно имате некои податоци за тоа. Па да, овдека пред се има Александар е присутен во Македонија, присутен е во нашата, како да кажам, во нашиот ген, некогаш и кога не сме свесни. Луѓето и во времето кога биле неписмени или полуписмени, за времето на Отоманската империја, за времето на тие средновековни феудални владенија, твореле и знаеле за Александар, знаеле дека се деца на Александар. Ака голем дел од нив пишувале поезија, пишувале проза, имаш многу интересна, најдов баш мене особено интересна ми беше една сказна, која можам да речам предание за Александар Македонски и сестра му Ангелина. Ми беше тоа интересно што претходно знаев дека имаме крали Марко и сестра му Ангелина, но овде има преданието беше спомнато за Александар Македонски и сестра му Ангелина, а уште по особено пријатна драга ми е што се работи за дело за мојот крај. Ако сакате можам нешто и да ви прочитам краток изводок од тоа. Повелете. Да. Александар Македонски и сестра му Ангелина. Тоа време уште одамна е и уште од овега. Од царот наш кој бил македонски. Александро Македонски. Александро Македонски и сестра му Ангелина биле на столнината пусто Градско. Долу столот нивни бил, Градско долу. Ја рекол: "Сестро Ангелино, брате," рекла таја, "што си се загрижил?" Рече: "Ме канат, сестро, ме канат за на свадба да одам." "Ами не можам." "Слушај, брате," рече, "могол, не могол, ќе се спремаш. Ме канат на бој, за војна ме канат." Арно, ме канат," рече, "за на војна да војувам." Сестра му вика: "Брате, те канат, ќе одиш." Рече: "Ами сестро, јас сум изнемоштен, јас сум сиромав, не можам да се бијам." "Могол, не могол, ќе одиш да се биеш."
Ами кој ќе остане, рече овде, на столов? Ја, брату, ќе застолувам на столов твој, ама ти продолжи. Продолжи со името на Ристос. Овде интересно е што во приказната се зборува дека приказнава пред да ниево се случило многу одамна и во разговор се Александар и неговата сестра Ангелин. Приказната зборува за христијански период, но луѓето во таа мака си се поистоветувале со Александар како голем крал и си давале мотиви да се ослободат, да дојде подобро време. Најверојатно е некое предание запишано некаде во средновековието, во периодот кога османлиите владеат со Македонија. Пак уште еднаш сакам да ве вратам малку поназад за историските факти. Колку од каде ги црпевте тие историски факти во вашата книга, информациите и така натаму? И првенствено ги најдов сите оние книги кои што ги имаме зачувано за Александар Македонски, кои што ги пишувале историски класичари, да речам учени. Тоа се неколку книги кои што се пред се пишувани 3 до 4 века после неговиот живот, но немаме ништо постаро градливо четиво и мораше да се ослонам на нив. Така да во сите тие пред се највеќе се ослонив на книгата Историја на Александар Македонски од Квинт Курти Риф, во кој што најдетално се опишани и неговиот погреб и неговиот живот од раѓањето до смртната постела во Вавилон. Како што реков околу таргетот читателите, кој дел од книгата го сметате дека може да биде најинтересниот, најпривлечниот или пак најблискиот до нас, до етничките македонци, бидејќи еве малку ако се вратиме на изминатите 4-5 години, па особено со Преспанскиот договор, ние античката историја им ја одстапивме на Грција. Вака, опочнувајќи од почетокот до крај, јас правам во книгата јасна дистинкција, секаде кога што зборувам за Александар, зборувам како Александар Македонски, крал на Македонската империја. Јасна дистинкција правам од хеленските народи и од хеленските култури кои што во тој период живееле. Во разговорите на книгата кај што ги водат тројцата археолози кои ги споменав, тоест професори по археологија, тие константно дискутираат за како македонците како посебен народ кој што е можеби во тој период сличен со хеленскиот, но различен народ кој што има поразлична култура и поразлични гледишта. Значи, грчките народи се ставени на страна, македонците на сосема друга страна и постои јасно одцепување. Александар Македонски од Македонија. Анче, дали интересно е тоа што еве и од историска гледна точка ние имаме тие еленски градови, држави, додека на другата страна имаме кралство. Македонија. Баш така, тоа е наведено убаво дека во моментот кога што додека тие прават полиси, градови, држави, Македонија има територија, нешто налик на модерна држава со свој главен град, нешто што во тој период го нема никој во Европа. Првата модерна држава во Европа е баш таа, токму нашата македонската држава. Една од главните дистинкции и разлики. Сакам да ве прашам, бидејќи немав можност целосно, знаете, и моите слушатели знаат нашите, дека не сум баш во потполна состојба да ги следам сите работи, да прочитаме на книга од 500 страници, е многу голема, меѓутоа затоа сакам вас да ве прашам. Имате некаде запишано во книгата културните разлики или јазичните разлики помеѓу тие градови, држави и Александар Македонски и македонскиот народ? Па тоа е напишано, пак ќе ви кажам, не многу опширно, бидејќи ќе треба да се напише посебна книга, тоа е веќе обемен материјал. Напишано е кратко во разговорот помеѓу овие археолозите кои што ги спомнав меѓу себе дискутираат. Константин, Оливер и Метју, едниот кој што живее во Америка, прифатил американско име, пошто нели имаме такви случаи на секаде, инаку во Македонија неговото име е Матеј. Тројцата разговараат меѓу себе
и дискутираат баш на тие теми, но тоа е низ приказната, бидејќи мене главната цел во книгава ми беше баш потрагата по гробот, тој период од животот на Александар. Значи последната онаа епоха, иако додека тие разговараат за тоа, се разговара како дошол да биде толку моќен, како неговото име станало толку големо за да се зборува за него и по 2300-400 години, па да се зборува дури во периоди кога нашиот народ е неписмен, нема пристап до писмо, нема пристап до образование, а нашиот народ знае за него. Тука е најголемата, тука е она што ние го имаме, ние имаме културно и духовно наследство од тој Александар. Ние сме немале контакт, никој не им кажувал на нашите предци, а тие знаеле за него. Да, и овде во Австралија една наша македонска организација 1946 година во Аделајд се вика Александар Македонски. Александар Велики, Александар Македонски. Исто така ме интересира потрагата. Например, од каде започнуваш, од стоби започнувате со потрагата на гробот и до каде се движи научното истражување во книгата на гробот на Александар Македонски? Не започнуваме од стоби. Во моментов почнуваме од Египет. Од местот од Птоломидите, Птоломидската династија или Македонското Птоломидско кралство. Почнуваме од нивната територија, бејќи нели знаеме историски дека кога Александар починал во Вавилон, се договараат неговите генерали да се направат две поворки. Едната поворка да тргне за Македонија, едната поворка да тргне за Египет. Едната да биде лажна, другата вистинска. Бидејќи во меѓувреме, според историските книги, стои дека Птоломеј први Сотар, кој што е еден од најпаметните генерали на Александар, а најверојатно и негов полубрат, бидејќи има доста историски податоци дека Птоломеј е син на Филип II, но од жена, која што не е со кралско потекло, го носи на својот двор и го дава на свој пријател да го одгледува за да на кралот во тоа време да не му се смеат дека има сине, дека има посинок или копир, да го наречеме со поградни зборови, што не заслужува. Птоломеј е паметен исто колку што и Александар. И во некоја друга прилика кога неговата мајка би била кралица, можеби тој ќе денеска ќе зборувавме за него, не за Александар како главен лик. Птоломеј најверојатно ја напаја поворката која што оди во Македонија, бејќи знае дека таа е вистинската, и двете поворки ги носи во Египет. И Александар првично го погребува во Мемфис, во оазата в Сива, каде што Александар самиот изразил дека сака да биде погребан. Во една од приликите кога го освоил Египет, тој не го ни освоил, тој во Египет бил пречекан како ослободител и како син на Амон-Ра, син на богот на сонцето. Имаш спомнато за градот Александрија? Да, приказната почнува баш во Александрија. Тројцата археолози, пак ќе ги споменам, одат во Александрија и ја бараат библиотеката, која што иако не е античката, иако не е она легендарната која што ја знаеме, започнуваат токму од тука, од Александриската библиотека почнуваат да трагаат. Низ улиците на Александрија па се напишани едно, ако не повеќе 100 страни у книгата се одвиваат баш таму. Во Александрија, на улиците на Александрија, на брегот на реката, каде што некош се наоѓал и прекрасниот светилник од Фарос. Така, има многу работи што сакам да видите и нас многу не интересира овде, бидејќи имаме жестоки расправи и судири со грчката заедница овде, па и науката, знаете и вие самите дека и науката сега многу мал, односно западното влијание околу митот на Александар Македонски го припишуваат на Грција. Меѓутоа, од ова вие што кажувате, станува збор за сосема два различни народа и за различно обштествено уредување и така натаму. Дали имате спомнато понатаму до каде стигнал или како било враќањето и како починал, имате напишано во книгата? Да, имам напишано, но тоа не сакам да го отворам, пошто е, како да кажам, еден од оние потези кои што ја прават интерес на книгата, начинот на кој починал Александар,
во оваа книга е едно од тие работи што ја даваат смисла. Мислам дека доколку кажам нема да биде интересна да ја прочитаат, но еве на почетокот има една глава, на самиот почеток даваме една насока за тоа како се случило тоа во Вавилон, како е првично опишано според историчарите, една глава, а имам напишано и еден ден предходно. Значи, ево, ако ќе споменеме, знаеме сите дека долги години важеше тезата дека Александар починал од маларија. Нешто во што јас не верувам, знаејќи дека во тој период Александар ги имал најдобрите доктори во светот, а маларијата не е некоја опасна болест за еден таков маж да падне под таква болест и да почине од нејзин. Така да, единственото нешто во предвид во тој период би доаѓало отров и да биде отруен. Но дали е така и како е, ќе прочитаат луѓето кои што имаат во книгата, а бидејќи е премалку и 458 страни да се напише се само за еден сегмент од животот на Александар, јас само колку да кажам, ова е само прв дел. Книгата ќе има и продолжение кој што ќе следи наредната година. Значи ова е само еден сегмент, дел. Вие, како автор на книгата, дали сте задоволни од реакцијата на читателите од побарувачката? Односно, еве, имавте промоција на 27 октомври, денес, нека вие честито ќе имате уште една промоција. Тие се многу убави работи, многу убави настани, сакам од срце да ви честитам за вашиот труд, за книгата. Јас на почетокот бев скептик како ќе биде прифатена, пошто баш како што спомнавте, ова е време кога историјата сите ја тргаат на страна, демек не ни интересира историја, сега ли баш ова време, при разговори со некои мои блиски луѓе, бе сега ли најде да објавуваш ваква книга? Ако не сега, кога, им реков. И сум позитивно изненаден, бидејќи јас првиот тираж кој што го пуштив на книгата беше отидов храбро со 500 книги тираж како нов автор дебитант со книга од 500 страни. Јас за месец и половина повише од пола тираж го распродадов со една промоција. Денес ќе имам втора промоција, на 20 декември ќе имам и трета во Скопје, која што ќе биде централна промоција и за која што се подготвувам и сакам да биде ептем спектакуларна. Така да веќе сум у плани да пуштам втор тираж. Така да ептем сум задоволен како помина. Ви посакувам многу успех, но ние ќе продолжиме и понатаму, бидејќи ете забележуваме, односно вие кажате дека е тоа мощно успешно, и јас не се сомневам во тоа, бидејќи Александар Македонски е интересна личност не само за македонците, и за светот. Во светот да продре вашата книга ќе треба вака медиумски повеќе да бидете присутни, но исто така книгата да биде преведена на англиски, француски или на некои други јазици. Планирате ли тоа да го направите? Јас стојам на располагање за книгата да биде преведена. Веќе ми е во план да ја преведеме на англиски. Сега кога ќе ја преведам на англиски, јас морам да имам побарувачка на тој јазик, кој што кај нас во Македонија, доколку ја пуштам, малку кој би читал на англиски, повеќето би сакале на македонски. Тогаш би требало да биде книга или дури издавањето да се случи во некоја земја во најмала рака европска. Зошто да не? Јас сум отворен за соработки за Австралија и за Соединетите Американски држави, Канада. Секаде кај што има интерес, јас стојам на располагање. Дури во разговор со еден мој добар пријател, ми ја прочита книгата и ми кажа: книгата ти е напишана баш како за на филмско платно. И баш тоа викам, нека се јави некој сценарист, режисер, јас стојам на располагање овде. Може баш така, може да испадне еден добар игран филм кој што би го расширил македонизмот низ светот. Низ светот, да, не се сомневам во тоа дека ќе биде патриотски македонски или еден од најпатриотските македонски филмови, бидејќи филмовите за Александар Македонски ги прават како што бара Грција или нивните власти, или пак влијанијата на големите сили во Грција или пак во Македонија. Еве, пред да ве прашам за каде може да се најде книгата, меѓутоа уште едно прашање ќе ви пред да го завршиме интервјуто, сакам да за слушателите, за македонците, па и оние кои разбираат, и бугари, и грци, па и ние пушкари, некои ги викаме од во Грција.
Имате вака сознание или предпоставка каде се наоѓа гробот на Александар Македонски или пак Но многу тешко прашање. Јас не еднаш на одговор на исто прашање на еден мој драг пријател му реков да, двајца личности знаат каде се наоѓа гробот и двајцата имаат иницијали ПК. Тука се смеев бидејќи јас напишав книга Потрага по загубениот гроб, а другиот е човекот со истите иницијали како моите Паско Кузман, кој што објави знам дека каде, но не сакам да објавам да не настане трета светска војна. И сега во оваа прилика, да, јас ја предпоставка некоја и таа предпоставка ќе опишувам во книгите и ќе одам кон таа насок. Но дали е точна, не може никој да знае бидејќи многу години се поминати, постојат сомнежи дека гробот е оплјачкан, дека е ограбен, дека големи количини на пари по кои што секогаш трагале големите сили, да ги наречам империалистички, може би е пронеден, ќе знаеме дека Наполеон меѓу другите трагал во Египет, го барал неговиот гроб. Турците кога го освоиле Египет и нивните султани, паши, бегови роварале низ Египет да го пронајдат гробот на Александар. Не постои култура, не постои народ кој што не го сака, па баш заради тоа и во книгата помешана во истрагата како препрека на нашите археолози е Американската разузнавачка агенција ЦИА, која што дека тие го бараат гробот, тие стојат над нив, ги обсервираат, ги наблюдуваат и во еден момент решаваат да се вклучат во потрагата. Не се сомневаме, никој нема да се сомнева дека ЦИА стои, дека е чадорот на сите тие настани. Кои други би се интересирале за гробот, сметате, на Александар Македонски? Кои други држави? Па секако, кој тука сме ние, ќе се спомнеме, нас ни од особен интерес да докажеме нешто што ни го негираат. Од друга страна, тука си нашите јужни соседи, кои што после тоа на нивен начин би го искористиле, не се сомневам дека ќе го искористат и тоа како. Исто од моментално и на источниот сосед, па и западниот свет, албанците кои што знаат и тие да дадат изјава Александар Македонски бил албанец. Имаме и такви изјави. Да. Кој би одел? Иран, Ирак. Ирак, бидејќи тие се наоѓаат баш на тие подрачја каде што тој движел. Тука ќе ги вклучам и Израел и Ливан на малазиско тло на Блискиот Исток, кои што исто така имаат интереси, секогаш се замешани во овие игри. Добро, еве на крајот од нашето интервју, кое е мощно интересно, кажете ни за слушателите, за сите нас, како може да се набави книгата? Моментално книгата оди во продажба онлайн, директно преку има на Facebook креирано и на Instagram страница, се вика Потрагата по загубениот гроб. На Facebook е пишано на кирилица, на Instagram тоа е латинично писмо, бидејќи Instagram не дозволува кирилично пишување. Тоа е најлесниот начин, ја порачувате на онлайн по достава преку карго, преку брза пошта, јас ја пуштам, но и во книжарниците на литература низ Македонија е распространета книгата, бидејќи првично со нив имам соработки, иако јас самиот сум издавач, книгата не отиде преку издавачка куќа, бидејќи успеав да најдам некои спонзори минимални кои што ми овозможија да ја издадам книгата и сам и да ги имам само авторските права и баш како што спомнавте вие, доколку сакам да правам превод, доколку сакам било што да понатаму да работам со книгата, дали филм, дали некој серијал, самиот да одлучувам да не треба да барам одобрение од друг. Од некој друг. И на крајот еве уште додатна информација за вас, за криминалистиката, што како криминалист и магистер за безбедност вработени сте, нели така? Да, работам во Министерството за внатрешни работи веќе 10 години. Ќе имаме можност ли понатаму да направиме интервју околу вашата струка и состојбите во Република Македонија на тоа поле? Секако, можеме да направиме интервју, но се во рамките на оние законски дозволени рамки каде што смее да се разговара и само со информација од јавен достапен карактер. Така, разбирливо е. Добро, стојам на располагање за секако вид на интервју. Панче, ви благодарам многу. Многу сум задоволен од интервјуто, од информациите кои ги добивме.
па се надевам дека ќе има реакции во македонската заедница овде во Австралија. Ќе останеме во контакт, ќе направиме уште едно или две интервјуа и ќе ги видиме и резултатите. Јас сакам да ве поздравам исто и вас и целата македонска заедница во Австралија. Посакувам да бидете здрави, вие, вашите фамилии, да се чувате заедно, бидејќи само сплотени можеме да постигнеме нешто што е повисоко, нешто што има повисока цела. Ако сме разделени, ќе видиме вејки на ветрот и секој еден ќе може да не дува на каде што сака. Доколку има интерес, како што кажавте, јас сум тука, контактирајте ме на мојот мејл, Facebook профил или профилот кој што ви го споменав, па зошто да не, еден ден може еден тираж да опечатиме целосен тираж во Австралија, дали на македонски, дали на англиски јазик. Така, тука би било интересно на англиски јазик, бидејќи втора, трета генерација македонци зборуваат англиски и повеќе, мислам со школото и во секојдневниот живот. Добро, јас да ви посакам денес се најубаво на промоцијата, убаво да помените и да се слушнеме повторно, како што реков, во најблиска иднина. Така. Поздрав, убав ден и на вас. До слушање, до гледање. Слушање.